Почитувани гледачи, добро вечер. Вие сте на фреквенцијата на телевизија Телма и ја гледате дебатната емисија Топ тема. Вечера наш гостин во Топ тема е председателот на Република Македонија, господинот Ѓорги Иванов. Председателе, добро дојдовте во Телма. Добро вечер и дозволите да ги поздравам вашите гледачи. Благодарам. Председател Иванов, се соочува ли Македонија со најтешката, со најдлабоката политичка криза од нејзиното осамостојување? Има елементи да се збори дека ова представува криза која не е како оние што сме ги имале досега. Јас сум веќе 6-та година во председателскиот кабинет и некако на секоја втора година имаме некој вид политичка криза. Ова ги на некој начин ги надминува и временски и од аспект на моментумот и она што стои пред нас, навистина може да се каже дека е најсериозна криза. Се вели дека секој пат кризата е и можност. Не можност само за нови решенија, туку и можност да се видиме самите себе, да се осознаеме кои сме и што сме. Во текот на кризата ги гледаме како функционираат нашите институции, како ние како политичари функционираме, како функционираат медиумите, како функционираат невладините организации, све. Значи, тоа е кризата е она што сме ние. Затоа кризата е секој пат можност за да се осознаеме и да извлечеме заклучоци. Прво самите, ако не можеме самите, еве гледаме дека доаѓаат и пријателите да не излезат во пресред, за да не ги пропуштиме можностите кои стојат пред нас. Ги споменавте пријателите кои доаѓаат од Брисел. Последната рунда преговори во Брисел со еврокомесарот Јоханес Хан на некој начин пропадна. И она што последно ни порача од Брисел е дека очекуваат во Македонија сами да изнајдеме некаков механизам за да придвижиме во решавањето на кризата. Дали можеби планирате да ги свикате политичките лидери на некој заеднички состанок и да се обидете да изнајдете некакви решенија? Напротив, мислам дека не е пропаднат тоној состанок што беше во Брисел, туку беше успех да се седнат на маса и да се разговара во присуство, што кажавме, и од представници на Европскиот парламент и од Европската комисија. Што се однесува до мене и мојата улога, ја во минатите две кризи ги иницирав средбите со лидерите. Така да јавноста треба да знае и ова јас ја иницирав. Ова средба со лидерите, меѓутоа еден од лидерите, тоа треба да се знае, Али Ахмети не сакаше ни по телефон да разговара за да се организира лидерска средба. Тоа ни кажува дека сите измени што ги имавме ние после 2001 година со Охридскиот договор, промените на закон и регулатива, судбината на државата е во рацете на лидерите на политичките партии. Односно, зависи од карактерот на личностите кои ги водат партиите, а не од тоа како функционираат институциите. Во секоја нормална држава се знае дека институциите се тие што изнаоѓаат решенија и лидерите ги користат институциите, процедурите и се она што е отредено со устав и закон да најдат решенија. Ако се огледуваме тој аспект, председател на државата нема никакви ингеренции. Не може со сила да ги донесе лидерите на маса. Но во минатите кризи успевав и настојував секој пат, без многу знаење од јавноста и медиумите, секој пат организиравме средби и кај што имаше диалог. И затоа и во минатата година опреќањето што ми беше во собранието, кажав дека ова година клучен збор е диалогот. Нас имаме отсуство на диалог и многу нешта што сега сме сведоци резултат на отсуството на диалог меѓу лидерите кои се избрани од политичките партии кои се треба да бидат представени во институциите. Од она што го кажувате, можно е да се насети дека нема расположение кај политичките лидери за заедно да седнат на заедничка маса под ваше покровителство, но и од она што кажувате дека еден од политичките лидери одбил воопшто да разговара по телефон со председателот на Републиката. Дали тоа значи дека на некој начин политичките лидери го оспоруваат легитимитетот на председателот? Тие можат да имат свое лично мислење. Граѓаните го кажа тоа на непосредни избори, затоа што председателот легитимноста ја црпи директно од граѓаните. Не е председател избран во парламентот, па да биде израз на договор меѓу партиите и коалиционите партнери. Во нашиот устав председателот е избран директно од граѓаните. Во Државната изборна комисија бар не забележав ниеден приговор за изборот на председател на институција пред минатите избори. Така што тоа е нивен личен став и тоа може секој да си го толкува на свој начин. А подготвеноста што кажавте, јас секој пат сум бил подготвен да разговарам со сите.
Никој пат, бар сум покажал во овој период дека не патам од суета или од било што друго. И после овој интервју, кабинетот им стои на располагање, можат комотно да дојдат. Утре, после овој интервју, можат да дојдат, да разговараат. Тој ми беше целта, јас да успеам да ги седнам на маса, потоа ја и не сум им потребен. Нека разговараат меѓу себе. Кога се разговара, се наоѓа решение. Без разговор, без диалог, како ќе дојдете до решение? Се повикавте на тоа дека вашиот легитимитет го имате добиено непосредно преку гласачките кутии и излезот на граѓаните на изборите 2014 година. Од друга страна, договорот во Пржино, така е наречен договорот во 2 јуни со Јоханес Хан, предвидува дека треба да влеземе во извесен транзицијски период и потоа да има воредни парламентарни избори. На некој начин власта имплицитно се согласи дека она што се слушна во така наречените бомби на опозицијата, дека изборниот процес 2014 е на некој начин дерогиран. Ве прашувам дали тоа би повлекло дека ќе се оспорат и претседателските избори, бидејќи очигледно парламентарните избори се не само оспорени на денот на изборите, лидерот на опозицијата уште во 19 часот рече дека не ги признава изборите, него сега имаме една нова ситуација, можеби и оспорување на претседателските избори. Слободно нека ги оспорат, нека излезат со аргументи и факти и тоа нека го потврдат и да го негираат извештајот што беше и од ОПСЕ и од Државната изборна комисија која ја води човек од опозицијата. Така што не држи тоа покажувањето на добра волја да се излезе во пресрет на барање на опозиција и да се закажат вонредни избори, не значи дека тоа вие признавате дека претходните биле нелегитимни. Тоа е добра волја искажана од страна на власта да им излезе во пресрет на тоа што го бара опозицијата и бидејќи секоја криза, еве имавме случај во Бугарија, слична состојба беше, се решава на избори. Сакат избори, еве избори. Но очигледно нашата опозиција не е подготвена да се соочи со тоа и затоа се и овие актуелни настани. Ќе се вратиме повторно на темата на изборите. Ете, нема веќе да дискутираме за темата на легитимитетот, меѓутоа вие отворено кажавте дека во Македонија на некој начин лидерите на политичките партии не ги почитуваат институциите на системот и дека тоа ни ствара потешкоти во функционирањето на државата. Ако не е според легитимитетот, што е проблемот? Нема авторитет ли претседателот на државата? Како институцијата претседател не може да им наметне одредени решенија на политичките лидери? Затоа што и меѓу народот и меѓу граѓаните постои представа дека претседателот е семоќен, дека има улогата што ја имале кралевите или ја имале претседателите со силни претседателски ингеренции во претседателски систем. Во нашиот систем така е поставен со уставот да претседателот биде коректив на мнозинството во парламентот. Значи, затоа ги има сите ингеренции, да има иста легитимност колку што има мнозинството во парламентот, да биде коректив. Исто така, кај претседателот останале оние церемониални функции, како што се милост што се дава, затоа помилувањето во рамките на кај претседателот. Меѓутоа, и во нашиот устав, бидејќи имавме промени со Охридскиот договор, сите елементи на унитарноста на државата се дадени кај претседателот. Затоа претседателот е и врховен командант, затоа го бира и гувернерот, затоа го назначува директорот на Агенцијата за разузнавање. Сите елементи што се на унитарност се во ингеренција на претседателот. Значи не е во ингеренција на претседателот да свикува државен совет како во некој земји што постои и да ги собира лидерите и да држи лекции или да им дава директиви или да дава налози што тоа да го прават. Оставено е на совест. Ја тоа го правев и минатите кризи кога од аспект на мојот личен авторитет се настојав да ги убедам да дојдат да разговараат. Сме имале многу средби, јавноста не ни ги знае и немало потреба да знае за такви средби, кога се разговарало за прашања кои биле од државен интерес. Отсуството на свест за државност доведува да имаме такво однесување од одредени поединци во политиката во Македонија. Споменавте дека имате впечаток дека опозицијата на некој начин избегнува да се соочи на избори. Од друга страна, целата афера Пуч, така беше крстена од обвинителството, беше дека на некој начин лидерот на опозицијата се обидува нелегално да ја преземе власта со тоа што преку уцена бара
предвремени избори. Сега од една страна го гонат Зоран Заев, зашто се обидува да предизвика избори, од друга страна вие велите дека тој одбегнува да оди на избори. Тоа што беше емитувано во медиумите, она снимка од кабинетот на основа на посебни истражни мерки, самиот лидер на опозицијата тоа го тврди. Односно сака со уцена да дојде до нови избори. Тоа не го кажувам ја, не го кажувате вие, тоа тој лично го кажува. И сега ако во меѓувреме го променил ставот, тоа треба да го прашате лично него. Мислам дека не е мое, дали се разбира да интерпретирам какви изјави дава господинот Зоран Заев, но од она што следам целиот опозицијски кампус, тие тврдат дека прашањето не е кога ќе има избори, него начинот на кој што се организираат изборите. Тие сметаат дека е на некој начин институциите кои владеачката партија ги има под собствена контрола, се мешаат во изборниот процес и заради тоа ни се случува и нас изборите да не бидат нелегитимни. Да, меѓутоа затоа постојат институции каде вие може да постигнете сето она што вие во сите изборни извештаи, за сите на опсе забелешки на ОДИХР, преку институциите да ги менувате, преку средби меѓу власта и опозицијата да се наоѓа решение за тоа што смета дека на некој начин не успеале да го постигнат на изборите. Видете, демократијата е динамички процес. Не е никој пат еднаш за секогаш дадено. Како одминуваат годините, одминуваат и генерации на лидери, се создаваат и нови амбиенти. Новиот амбиент го создаваат лидерите. Така да сите забелешки што се упатени дека одредени избори не биле вакви, не биле онакви, се има начин и процедура како тоа да се спроведе. И затоа опозицијата тука си има своја одговорност. Затоа што демократијата, ако учествувате во неа, не можете вие да зборите дека сте за демократија, а не учествувате во демократските институции и не постапувате да ги измените процедурите кои дават легитимитет, односно целото и тоа изборно законодавство и сето што е основа за спроведување на фер, демократски, слободни избори. Велите дека демократија е партиципирање во изборните и демократските процеси, меѓутоа колку што се сеќавам, највисоката форма на демократија, тоа е референдумот, вие не излеговте да гласате за трговскиот центар. Па ја го почитував ставот на претходниот референдум, кога некој велеа дека некој прашање не заслужуваат одговор. Ја ќе се радував да ги видам тогаш да излезат овие сега што ме прозиваат на тој референдум. Не станува збор за кој ве прозива или не. Вие како председател на Република Македонија, лична одлука. Вие сметате дека председателот на државата има право да има лична одлука дали ќе партиципира во... Да, затоа што бев прозиван како граѓанин, како жител на таа општина. Добро. Председателе, од ова што го кажувате, се навестува дека не е известно дека ќе седнат политичките лидери на заедничка маса и дека ќе изнадат, ќе смогнат сили да најдат решение. Сакам да ве прашам, што ќе се случи ако не биде постигнато решение и ако на крајот на криштата ја загубиме препораката од Европската комисија, која што добиваме 6 години поред? Мислам дека ќе има решение. Секој пат треба да бидеме на некој начин луѓе кои размислуваат позитивно. И секој пат сум настојал и така да ги поставам сите работи и во функционирањето на институцијата председател и во животот. Значи, кога ги согледувате од позитивен аспект сите нешта, решение мора да има. Ниедна криза не траела вечно. И кризава ќе заврши, ќе си има своји решенија, меѓутоа секој пат останува моментот да се сочува образот, бидејќи решенијата не се онака како што ние сами ги замислуваме, туку врз основа на одреден момент, состојба и околности. Имаме голем притисок да изгубиме препораката, како што спомнавте, и прашање дали воопшто ќе добиеме повторно препорака, бидејќи таа е израз на консензус, таа се носи со консензус на... Затоа што влогот е голем и треба да не ги подценуваме нашите граѓани. Тие знаат кој за што се грижи и за што мисли, кога е на јавна функција и што постигнал со довербата што му е дадена. Така што ќе дојде момент кога ќе биде на повидок решението и треба да ги охрабриме лидерите на партии кои овој пат прифатија во присуство на
амбасадорите и во присуство на европски комесар да најдат решение и да ги оставиме да си најдат решение. Тоа што го започнаа треба да го завршат. Добро, спомнавте дека кризата некогаш не треба да ја третираме само од незината негативна страна, туку дека треба на кризата да гледаме и како на одредена можност, потентност, можност за решение. Да ве прашаме во малце по-регионален контекст. Дали можеме на некој начин оваа криза да ја искористиме не само да ги затвориме внатрешните политички проблеми, туку на некој начин и да ги деблокираме евроатлантските интеграции или да постигнеме договор и со Грција, па да излеземе на вистина од оваа криза како големи победници. Тоа е можноста која во овакви моменти кога веќе се разговара, кога после толку периоди на отсуство на диалог се седнети на маса, лидерите треба заедно со државниот врв да се постигне национален консензус за прашањата поради кои имаме и трпиме блокади. Значи, ние сме блокирани во НАТО, во Европската унија, токму поради проблемот со името. Имаме позитивни искуства во Европската унија, каде тие позитивни примери можат и кон нас да се користат. И затоа јас го дадов и предлогот неодамна кога имавме средба лидерите од Балканот, зашто проблемот со името да не биде 35-то поглавје во преговорите. Зашто тоа да не се решава на крајот од процесот? Зашто тоа да биде причина за блокада на почетокот на целиот процес? Исто, треба лидерите заедно со државниот врв да постигнат национален консензус во однос на членството во НАТО. Зашто да не барем членство под референца како што е и нашето членство во други меѓународни организации. Меѓутоа, тоа е израз на консензус. Тоа не може поединец да одлучи и за тоа да се залага. Сега кога се лидерите, тие се одговорни пред своите избирачи, треба и тие прашања да се стават на маса и по нив да се постигне согласност која никој нема да ја оспорува, нити пак ќе противречи или да застапува други ставови и интереси. Видовме дека многу земји кои беа во наша состојба, кога беа кандидати, седнува и сите тие прашања ги затвора и никој не ги оспоруваше, нити пак се обидуваше тоа да го користи во изборни кампањи или во оспорување на власта или на опозицијата. Ова е момент, затоа велам, да и тие прашања бидат ставени на маса и за нив да се разговара и да се постигне највисок степен на согласност. Од ова што кажувате, добивам впечаток дека немаме национален консензус меѓу лидерите на политичките партии и за толку чувствителни национални прашања, како што е, например, прашањето за името и кои се црвените линии на Македонија во тој преговарачки процес. Не само од држави кои што се аспирантки за членство во Европската унија, еве државата со која се спориме, Република Грција, тие одамна веќе имаат консензус постигнат меѓу лидерите на политичките партии со посредување на председателот на Републиката. Зошто ние не се обидеме да изнајдеме таков консензус или зошто немаме капацитет, ако сакате, да се договориме, да имаме консензус околу тоа прашање и тоа прашање да не се злоупотребува во целина предизборна кампања. Колку што знам, во претходниот период, кога биле други гарнитури, други лидери на власт во Македонија, некој минимум консензус бил постигнат и тоа нашите преговарачи се обидуваат да го издействуваат од тоа да не отстапат. Но во меѓувреме, гледате, се сменија многу влади во Грција, кај нас се сменија, доаѓаат нови околности, тогаш бил постигнат консензус за прашањето од сфера на идентитет уопште да не се разговара, но видовме дека на токму на тоа инсистира другата страна, навлегува во прашањето за името на нацијата, на јазикот, на ознаките на државата, кодовите, топонимите, и тоа бара да се постигне, значи за оваа актуелна ситуација, нов еден вид консензус, дека тие прашања никој нема да ги отвара. Односно, исто така се постигна некој вид прекјутен консензус и опозицијата прифати дека кој да дојде промена, кој да дојде предлог, ќе оди на референдум. Значи, тие се градат, некој пат бавно, некој пат треба многу време да се осознаат и да се дојде до што поголема согласност од сите политички актери. Тие ние ги имаме изградени како државен врв и тие нашиот преговарач ги застапува и не отстапува од тоа. Сега имаме една нова околност, нова реалност, бидејќи прв пат имаме една политичка гарнитура кај нашиот сосед кој не е оптоварена нити од граѓанската војна, нити од студената војна. Досега, знаете, на Балкана се сменија многу елити, односно не остана ни една елита од време на студената војна.
последната влада што беше во кај нашиот сосед беа луѓе уште од студената војна и таа реторика ја користија како да не беа свесни за новата реалност која е создадена. И сега имаме една гарнитура на млади луѓе кои се преоптоварени со другите отворени прашања, кои немаат време да разговараат за нашето прашање. И секој пат го ставаат на листата на дното на приоритети. И од тоа трпиме и ние. Не, значи, не бегаме од дебата за каков е политичкиот амбиент во Грција, кој владее со Грција и така натаму. Меѓутоа, она што е клучно е, и кон тоа беше упатено прашањето, дали имаме консензус и дали постои иницијатива за постигнување на таков консензус околу битните национални прашања, независно која политичка партија ќе биде на власта, која ќе биде во опозиција. Ние претходно да се подготвиме, па потоа да ги отвориме разговорите. Постои тој консензус, јавно е кажан многу пати. Ние не отстапуваме од резолуциите на Обединетите нации, од привремената спогодба и пресудата на меѓународниот суд. Тоа е рамката во која ние бараме решение. Значи, согласно се постигнато, никој не го спори тоа. Но зборуваме за одредени нови елементи кои се појавија во текот на годиниве, бидејќи ви гледате колку години трае се во ова. И многумина кои, а и опозицијата имаше еден период кога тврдеше дека ништо не правиме да дојдеме до решение. Добро што објавија дел од тие снимки, иако направија за државата огромна штета, објавувајќи одредени елементи од тоа што преговарачот ги подготвуваше и се консултираше со нас, но се види дека и ова влада, како и претходната, и сите разговарале и барале решенија. И тоа можат да го дознаат сите заинтересирани, особено кога не прашуваат нашите пријатели или нашите хомолози кога сме во посети на други држави, ние велиме прашајте го Нимиц. Нимиц се знае. И после разговорите со Нимиц отстапуваат од тие сваќања што ги имале под влијание на грчки дипломати, грчка, знаете, представа за проблемот со името. Ете, зборуваме за односите со Грција. Очигледно Грција е главниот проблем и главната пречка за нашето членство. Не зборуваме дека е Грција проблем. Ние зборуваме дека во секој случај пречка за да влеземе во НАТО. Ние, видите, ако бидеме реални, никој пат не сме имали подобри односи со Грција. И на економски план, и на културен, и туристички. Гледате, според грчка статистика, македонците годишно трошат милиарда евра во туризам, шопинг и во други работи. Видите колку стотици грчки компании се успешни во Македонија и имат одлични економски односи со нашите фирми и со тоа што им се партнери во Македонија. Исто и на образовен план. Веќе 6-та година давам по 20 стипендии македонски студенти во универзитетите. Се согласам со вас дека станува збор за прашање на одредена група, да ја кажеме дел од политичката елита на Грција кој воопште не сака решение на ова прашање. Ќе се согласам дека во многу сфери односите меѓу Македонија и Грција се релаксирани, но сепак да ставите на една земја вето за членство во НАТО. Тоа на некој начин е безмолку како да објавите војна со други средства. Не може некој континуирано да ни става вето, а вие од друга страна да тврдите дека нашите односи никогаш не биле подобри, председателе. Видите, треба да правиме разлика она што е меѓу општествата, значи меѓу граѓаните, бизнисот, културата, спортот и она што е на ниво на политички елити. Замислете, ние 24 години немаме средба на грчки и македонски претседател, а збориме за земји на тво на Европа. Значи и тој аспект да го отвориме. Значи од другата страна не постои ни желба за разговор, за комуникација. Единствено исклучок беше тоа за времето кога Папандреу беше премиер, па нашиот премиер имаше 11 средби. Јас имав 4 средби со него. И постоеше желба кај него да се дое до решение. Но од Самарас немаше ни една средба. Ни една иницијатива или желба за било какво решение. И Добро, го знаеме Самарас уште кога беше министер за надворешни работи во 91 во владата на Мицотакис. За целиот проблем е токму тој. Тој не сакаше ниту името Македонија да се спомне, ниту придавка изведена од тоа име. За жал, во еден период, за едно кусо време издействува такво решение и од тогашната Европската заедница, додека Португалија беше председавач. Но ете... Това е срамна одлука на тогашната Европска заедница, која
во учебниците ќе биде пример од кој ќе треба да се срамат тогашните лидери на Европската заедница, сегашната Европска унија. Но, Андонис Самарас и неговата десничарска нова демократија, барем во моментов, не се на власт. Сега имаме во Грција, го имаме Алексис Ципрас, имаме Сириза, имаме една левица која што, како што и самите рековте, не е оптоварена со студената војна, колку ја што знам, најавено е министерот за надворешни работи Никос Кодзијас набргу да дојде и во Скопје. Има ли подготвеност од наша страна да се отворат разговори за релаксирање на односите? Да, има мерки на доверба кои се подготвуваат. Двете министерства работат на тоа, деталите се утврдуваат, затоа што и ние исто имавме цела една листа на такви мерки, уште години наназад, кога баравме одредени прашања, полека да се затварат, бидејќи освен времената спогодба немаме ние никаква билатерална спогодба, нити акт меѓу двете земји. Така што има многу прашања, прашањето за двојното оданочување, зашто тоа да не се реши, зошто тоа да не се затвори, како што го затвараме со другите земји, за гаранција за инвестициите, после прашања за граничните премини, каде има потреба населението да комуницира. Такви прашања се што не трпат. 24 години сме ние независна држава, а тие прашања можеа да се затворат со самата наша независност. Затоа што во рамки на Југославија, која сме биле, постојала друга регулатива, други односи. Кога станавме независна држава, требаше ние тие прашања да се ги регулираме меѓусебно. Но, поради прашањето со името, се е тоа блокирано. Почитувани гледачи, вие сте на фреквенцијата на телевизија Телма. Ја следите емисијата Топ тема. Наш вечерашен гостин е председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Продолжуваме на интересни теми околу безбедноста, околу регионалниот концепт со председателот Иванов. Председателе, претходно кога зборувавме околу консензусот и околу, како што рековте, волјата на македонските власти да го реши проблемот со името, спомнавте дека опозицијата емитуваше одредени материјали кои според ваше мислење направија и штета на позициите на Република Македонија, но тоа го отвара прашањето како е можно да имаме таква крупна афера во Република Македонија со прислушкување, каде што е евидентно дека илјадници граѓани со години се прислушкувани. Да го оставиме судот да го каже последниот збор. Постои во обвинителство истрага, си постои случај судски кој ќе има правна завршница, така што ќе веруваме на тоа што ќе биде на основа на факти, аргументи, а не на она што е, знаете, на дневна активност, на кампања и на шпекулации. Не е спорно дека ние ќе имаме судска завршница, меѓутоа, ете лично јас како граѓанин се чувствувам нелагодно ако знам дека мојот личен, приватен живот некој го прислушкува и тоа се злоупотребува. Исто ја го чувствувам. Затоа што и јас и мојот кабинет биле слушани. Но сега се отвара прашањето кој тоа дал налог, кој сето тоа го организирал и за чии потреби. Имено за тоа зборуваме. Затоа велам да оставиме судот, ќе ги каже фактите, ќе ги каже аргументите, секоја страна во спорот ќе има можност да се искаже во тој процес. Да бидеме трпеливи. Премиерот спомна дека тој процес е нарачен од некоја странска служба, дека е тоа вршено прислушкување за потреби на странски служби и така натаму. Прво, дали е можно во толкав обем странски служби да вршат прислушкување? Второ, вие сте и директор на Агенцијата за разузнавање. Велки имате некои информации повеќе кои што не сакате да ги споделите со нас? Видете, Агенцијата за разузнавање има директор кој по уставот го поставува председателот. Председателот нема ингеренции во работата на агенцијата. Агенцијата се бави со сите работи кои се од сферата на разузнавањето, значи од надвор од територијата на Македонија. Да има нешто надвор од територијата, тоа ќе сум бил известен. Но станува збор внатре во територијата на Македонија и внатре во институциите. И затоа велам да почекаме да видиме што се ќе се каже во постапката која ќе биде во суд.
Од друга страна, од една страна ве разбирам дека како претседател на Република Македонија сакате да верувате во институциите на системот и во судска разврска на проблемот. Меѓутоа, проблемот очигледно има и сериозна политичка димензија за која што разговаравме од почетокот. А второ, морам да ви кажам дека кај граѓаните е разнишана довербата во судскиот систем. Ете, како претходница на овие така наречени политички бомби, имавме ситуација кога беше емитуван прислушкуван разговор околу аферата со Македонска банка. Таму судот експресно ги отврли аргументите и доказите на господинот Заев и беше експресно осуден на глоба од, мислам дека беше 500.000 евра, која потоа беше намалена. Што со тезата на опозицијата дека ова корумпирана судска власт не може до крај да ја реши аферата? Прво, кај нас, знаете, има поделба на власта и имаме, според Уставот, независно судство. Нити сум се мешал, нити сум коментирал, нити сум било што побарал од судска власт. Како претседател на државата, секој пат настојувам судството да си ги среди состојбите во судството. И тоа си е одговорно за се што му се случува. Затоа и си имаат судски совет, каде по функција се делегират и од страна на кабинетот и од претседателот двајца членови, така што не можеме да ги генерализираме сите состојби според еден случај, според еден судија или да генерализираме. Сепак и судството, и се што се случува во судството е резултат на сето она што како држава, кога сме кандидати за членка на Европската унија, подложна на разни контроли, едукации, обуки. Не можеме ние да судиме за целото судство на основа само на еден случај. Согласувам. Затоа што ако таква е состојбата, одговорни се тие што бидејќи очигледно во контекст на прислушкуваните разговори, не го спомнав како изолиран инцидент кој што ми е илустрација за слабостите на судството. Ако сакате илустрација за слабостите на судството, ќе ве потсетам дека и самите наши пријатели и олеснувачи од Брисел велат дека најкритични се поглавијата 23 и 24, каде што е судската власт, медиумските слободи и така натаму. Да, и тоа сега ни се ветува дека може да биде и една од понудите. Ја велам зашто пред 6 години тоа го немавме. Да го имавме тоа пред 6 години, ако сега не е пречка, зашто кога го добивме првиот позитивен извештај, не почна тој скрининг на 23-то поглавје 24, каде спаѓаат и овие прашања. За 6 години Македонија ќе беше друга држава. Ќе имаше сите европски стандарди, критериуми и принципи. Така го враќаме и прашањето. Сега ние на некој начин сме суочени со последиците од блокадите што ги имаме и отсуството на менување и прилагодување на нашите институции на европските стандарди. Затоа што почетокот на преговорите и текот на преговорите за членство во Европската унија е она што е всушност членувањето. Значи, целиот тој процес ве прави и ве овозможува самите да се промените, доброволно да пристапите кон реформи и кон менување на сите ваши институции. Ние имаме отсуство. 10 години сме кандидати, 6 позитивни извештаи имаме, а немаме никакво поместување. Затоа кажав хипотетично, сега ни го даваат отварањето и ни го нудат отварањето на... Ни го нудат отварањето на поглавијата или тоа ни го ставаат како бенчмаркови? Тоа нам ни одговара. Затоа што тогаш ќе имаме можност сето она што е констатирано досега да го сандираме, да го реформираме, да го согласиме со стандардите што ги бара Европската унија. Веројатно, еве хипотетички да речеме дека Европската унија има, не само хипотетички, има голема заслуга да речеме за оваа политичка криза во Македонија, бидејќи на некој начин нас ни е одземен морковот, доколку имаме напредок во реформите, поради грчката блокада не може да одиме напред. Меѓутоа, мора да бидеме свесни, не може целата вина да ја префрлиме само на Брисел и на Европската унија, бидејќи на крајот на криштата ние тие реформи, председателе, не ги правиме заради нив, ги правиме за ние да живееме подобро. Нас никој не спречува ние да ги реформираме тие области, судство, медиуми,
човекови права, да живееме подобро и да живееме според европски стандарди. Нас не спречуваат. Се согласувам, меѓутоа немојте да занемарите што све е направено до сега. Со основање на Судска академија, со новите измени во законодавството, со прилагодување на аки комунитер и стандардите што ги бара Европската унија. Но зборам каква земја ќе бевме досега ако пред 6 години ги исполнивме сите оние поглавја што да не зборуваме за преговорите, збориме само ова поглавје што е за правда и внатрешни работи, кај што се најчувствителните прашања, каде во секој извештај ни бележа дека имаме напредок, но има и одредени слабости. Еве, например, за медиумите, бидејќи работам 20 и нешто години во медиумите и можем да речем дека подобро се снаоѓам во таа област. Се сеќам дека на еден прием, кога Македонија беше рангирана на 34-то место според слободата на говор во медиумите, според Репортери без граници чина, тогаш рековте дека не сте задоволни и дека сакате да одиме понапред на таа листа. Од тогаш се поминати 6-7 години, сега ние сме на некое 140 место зад полудиктатури во Африка и така натаму. Сакам да кажам дека она што рековте дека за овие 6 години е и многу направено и постојано е нотиран напредок во сферата на медиумите, без друго идеме многу полошо од тоа што сме биле. Видете, овој период на криза имавме можност да ги видиме нашите медиуми какви се и кои се. Кој бранеше во овој период да се организира дебата, да се организира полемика, експертиза, анализа, што све не. Кој го спречувал тоа претходно да го имаме? Значи, еве сега гледаме, нашите медиуми се полни со дебати, со гости, со аналитичари. Кој го спречувал тоа досега да го имаме? Сакате да кажете дека власта забранува или јас лично сум забранил некому да настапува во некој медиум? Затоа немојте да ги генерализирате и тука состојбите. Не ги генерализирам. Состојбите во медиумите се одговорност на самите медиуми. Сакаме да зборуваме за саморегулација, за стандарди. Дека самите медиуми работат лошо, дека не се врши притисок врз медиумите? Ако велиме дека состојбата во судството не ни чини, одговорност е на судството. Состојбата во медиумите. Самите медиуми треба да се изборат да го имат тој стандард. Ако се сеќавате, тогаш ја ви кажав, тоа што е извештај на Freedom House е перцепција. Тоа не е на основа на факти, аргументи или на основа на одредени документи. Тоа е перцепција која постои и која се мери и се менува. Перцепцијата е таква создадена од нашите медиуми. Значи, состојбата со медиумите, зашто тонат е одговорност на самите медиуми. А тогаш можете со прст да покажете, ова не ни чини, овој закон не ни дозволува ова, овие мерки преземени, ова не го прават тоа. Има отворени забелешки. И за нив мора да се разговара. Меѓутоа, сакам да ви кажам дека ако јас сум избран од граѓаните и ми дадена ми е довербата да бидам претседател на Република Македонија и сум дал свечена изјава дека ќе го чувам достоинството на институцијата претседател, така што и медиумите мора да се го чуват своето достоинство и да напредуваат и да бидат вреднувани со европски стандарди, европски критериуми и принципи. Не доликува да имаме новинари, како што ги гледаме во овие периоди на услови на криза, кога се излезе на површина. Кај се тие што велат дека им било ускратено слободата на изразување? Кај се тие што велат дека ова е диктатура? Мислам, да не бидеме погрешно разбрани, да не служиме некому за подсмев, самите да се преиспитаме и да донесеме самите оценки за себе. Не да очекуваме другите како ќе не оценуваат и како ќе не именуваат. Јас и тоа се сеќавам пред 6 години кажав. Ние политичарите сме одговорни за тоа кај не реагираат во степенот на рангирањето на Freedom House, но медиумите се одговорни како се рангирани на слободите на медиумите и како е точната формулација. Значи, немојте да размислувате како во Југославија имаше централен комитет, одлучува за се. Не. Секој си одговара за своите собствени. Зато сме и во демократија. Во демократија не зависи све од политичарите. Постојат области каде... Значи, за ова дозволете, но не можам да се согласам. Можете да ги обвините политичарите дека законите не чинат, дека досега не е постигнато во одредени стандарди кои ги барале од нас.
од Европската комисија или друго. А за со самите состави, какви ни се внатре медиумите, со кој кадровски потенцијал располагат, затоа си има ЕСНАФ и ЕСНАФ треба некој ден да се огради од таквите луѓе кои завутале во вашиот ЕСНАФ. Како што ние некој пат знаеме, политичарите да кажеме, виете што бара тој во политиката. Оти знаете, има добри политичари и бивши политичари. Бившите политичари се бивши затоа што не биле добри политичари. А сега тие бивши политичари велат што требало ние да правиме. Па што не го правеле тоа кога биле тие политичари? Зашто сега тие се паметни, така да збораме за новинарите. Ги слушаме бивши новинари во наше време, вака беше, вака треба. Па што не сте го направиле тоа? Вие ко генерација сега што доаѓате после да ги користите благодетите кои ги постигнал вашиот ЕСНАФ новинарскиот до сега. Сум бил и ја новинар. 8 години јадев новинарски леп и го фатив периодот на преминот од минатиот систем во услови на демократија. Ние се уште не ги знаеме принципите како функционираат медиумите во едно слободно демократско општество. И мислиме дека тоа што ќе кажеме недостасува слобода, извинете, едно е слобода, друго е анархија. Најчесто анархијата се обидува да именуваме како слобода. Целосно нема да се согласам со вас. Јас не мислам дека се виновни медиумите и новинарите. Секој си одговори за состојбата во својата област. Но на крајот на криштата ние имаме, значи не би сакал да ја коментирам уредувачката политика на другите телевизии. Не би сакал да го коментирам работењето на моите колеги. Знаете колку е деликатна мојата позиција од тој аспект. Меѓутоа, можам да ви кажам дека јавниот сервис не функционира целосно како јавен сервис, него дека има очигледно одредена провладина уредувачка провиниенција. Па за тоа не се виновни новинарите и вработените во јавниот сервис. Ете, да не збориме уредувачката политика на приватни медиуми, бидејќи многу е деликатно да се зборува уредувачка политика на приватни медиуми, меѓутоа од друга страна, ете вие спомнавте и за некои новинари кои што треба да се отстранат од самиот наш ЕСНАФ, дека не настапуваат новинари. Од нив. Ете, ние очигледно дека постои еден длабок јас и меѓу новинарите, но веќе кога ја отварате оваа тема, да бидеме околу тоа дека треба да се оградиме од одредени новинари. Значи, ние имаме ситуација. ОПСЕ да ни реагира за говор на омраза на одреден новинар во Македонија, кој што перманентно шири говор на омраза. Од друга страна... Само еден? Не, значи, точно го знам случајот на ОПСЕ, и точно се сеќам дека пред неколку дена рековте дека говорот на омраза и штети на оваа земја. Точно. Но од друга страна вие гостувавте таму и му дававте легитимитет на тој новинар председател. Јас сум гостувал во време на кампања кога секој избирач е битен, кога секој глас е потребен. И во таа емисија, колку се сеќавам, немало ни говор на омраза, ни вулгарности. Немало во емисијата кога вие сте биле присутни, меѓутоа вие давате легитимитет на луѓе кои што шират. Не сум ја што се вели баба Вања, да знам што луѓето што ги среќавам секој ден во животот, што ќе прават во години однапред. Така што не ви држи таа констатација. Постои медиум, постои емисија, кога е кампања, секој настојува во кампања да постигне што поголема гледаност и што поголем пристап до потенцијалните избирачи. И тога се користат и медиуми, гледат и социјални мрежи, и лични контакти и све. Така да, повторно ќе повторам, да не се генерализира. Не е само тој што го посочувате, колку имаме други кои никој не ги спомнува, а кои коста, видите, јас посочувам дека вие гостувате. Токму дека давате легитимитет. А од една страна велите дека треба да има слобода за медиумите, ја почитувам таа слобода, слобода на изразување и сум се појавил во таква емисија каде што ми било возможно да го изнесам тоа што го мислам. Не, сакам да ве прашам од тој аспект дека кога говорот на омраза е насочен кон, да речеме, провладините, тогаш ви пречи, а кога е говорот на омраза кон оние другите, тогаш не ви пречи. За тоа станува збор. Вратете се назад, колку пати сум кажал дека говорот на омраза треба да исчезне. Колку пати сум спомнал дека потребна ни е јавна пристојност во јавниот простор. Ја изгубивме јавната пристојност.
Видете со што се соочуваме денес во овој период. Само анализирајте ги нашите медиуми во последните месеци и да видите кои термини се користат во јавниот простор, какви квалификации се користат, какви што све недолични зборови. Јавниот простор бара јавна одговорност и јавна пристојност. Ние ја изгубивме јавна пристојност и од некои ваши колеги и наши колеги. Тука да бидеме го испоганија чистиот македонски јазик. Веќе да му е срам на човек да чита вулгарности во медиуми и да слуша на медиуми и работи што некој пат се пишувале во, знаете, се сеќавате од наше време во киното на вратите од ВЦ-ата што се пишуваше. Тоа го имаме сега во јавниот простор, на социјалните мрежи. Тоа е слобода, да, ама тоа веќе оди во анархија. Ако сакате вие да бидете јавна личност, имате јавна одговорност. Но се согласувам, но можам да ве уверам дека на медиумот каде што сум јас главен уредник немало таков тип на инциденти. Ви честитам и затоа сум дошол да ви бидам гост. Добро, благодарам на честитките. Она што сега сакав да ви го поставам како прашање, да ја затвориме оваа, за жал, немила дебата околу она што се случува со медиумите во Република Македонија и со ширењето на говорот на омраза има печаток председателя дека на некој начин не успевате сосема да се одлепите од политичкото милје од кое што сте избрани како председател и да се поставите како авторитет да бидете председател на сите граѓани. Зошто го спомнам? Вие во моментов сте во вашиот втор мандат. Во Соединетите Американски држави, на пример, едва и чекаат еден председател да почне со вториот мандат, бидејќи нема можност за трет, и тогаш не размислува дали одреден потек што ќе го направи може да го чини политичка кариера, туку навистина се заложува да ги подобри нештата. Имате ли навистина сила, капацитет да направите одмак и да бидете председател на сите граѓани? Еве, како човек ве прашувам. Те ги има в ингеренциите на американскиот председател, ја така ќе постапував. Имајте ги предвид кои се ингеренции на македонскиот председател, кои се ингеренции на американскиот председател. Кои ингеренции ги има председателот на Македонија? Кажете ми. Ја затоа сум настојувал. Сепак не сте избрани од парламентот, него сте избрани на непосредни избори. Точно. И вашиот кредибилитет го црпите директно и непосредно од избирачите. Апсолутно. И секој пат сум настојал да го чувам достоинството на институцијата председател и да ми излезам во пресред на барањата на граѓаните. И даете забелешка за тоа. Еве ги имате неутралните мерења на јавното мислење на ИРИ. И земете каква е довербата на граѓаните во институциите и видите која институција политичка има највисока доверба. Вие имате најголема доверба кај граѓаните. Се тоа окажуваат истражувањата, не окажувам јас. Затоа што вие го цените тоа што е председателот на основа тоа што ќе излезе во медиумите. Колку медиуми воопшто не сакат ни да спомнат што е активност на председателот. Воопшто не сакат да пројават интерес што иницијативи се преземени, кои средби се остварени, кои пораки се пратени. Така што во непосредниот контакт со граѓаните, а Македонија не е само Скопје и медиумите во Скопје. Кога ќе одите во внатрешноста, ќе ги прашате граѓаните, кога ќе одите меѓу младите, ќе разговарате со нив, ќе одите меѓу универзитетите, меѓу бизнисмените, ќе одите ќе ги прашате дипломатите, ќе ви кажат која е улогата на председател и како таа ја остварува. И во која институција имаат најмногу доверба. Едно е тоа што е медиумска реалност. Таа никој пат не се одвестува со фактичката реалност. Така што сите обвинувања го нема председателот, што па ја не сум премиер. Јас сум председател на држава во која со уставот ги одзеле сите ингеренции што постоеле за да може тој да биде вклучен во клучни моменти. Знаете дека со новиот закон за справување со кризи после 2001 кој е донесен во 2005-та, председателот му е одземена и улогата на врховен командант. Не може да донесе одлука за ангажирање на армијата. Тоа е во надлежност на владата, доколку се прогласи кризна состојба и доколку полициските сили не се во можност да ги задоволат потребите, треба да се ангажира на армијата, тогаш се бара согласност и од председателот на државата.
Ги зеле сите ингеренции на председателот, а сега сакате председателот да биде оној што ќе ја регулира сета состојба во држава и ќе биде она што е американскиот председател. Мислам да бидеме реални. Не сакам ни да се правдам, ни да оправдам, меѓутоа со сите моите постапки и ќе разговараме и за вашата функција како врховен командант и за безбедносната криза. Ја продолжуваме дебатата по топ тема со председателот на Република Македонија господинот Ѓорги Иванов. А последниот дел од емисијата ќе го посветиме на, за жал, безбедносните проблеми кои што ги има во нашата држава во последно време. Председателе, знаеме што се случи. Најпрво го имавме Гошинце, како некој вид опомена. Потоа ги имавме оние трагични случувања во Куманово, кога 8 наши полицајци ги загубија животите и 10 од, како што и официјално се наречени, терористите. Дали продолжувањето на политичката криза носи со себе дополнителен ризик за загрозување на безбедноста на државата? Треба прво граѓаните да знаат дека општата состојба за безбедноста е нормална. Значи, не е исклучено да имаме некои идни настани кои ќе бидат изолирани и кои ќе бидат резултат на состојбите што се случуваат во Косово. Знаете, во Косово состојбата не е онака како што треба да биде. Наближува формирањето на судот за воени злосторници, стотици и стотици луѓе тамо ќе бидат. Знаете дека токму денеска е уапсен Рамош Харадинај. Па тоа веќе има нешто, значи се менува. Има поединци кои ќе сакаат да излезат од Косово, да не бидат носени на тој суд за воени злосторници. Исто така, имајте предвид дека како земја која сме дел од коалицијата, антитерористичката коалиција против исламската држава, стануваме и од тој аспект цел, како и сите други земји од нашиот регион. Имаме исто така стотици наши граѓани кои се на боиштата во Сирија и во Ирак, веќе 15 од нив се веќе убиени. Значи, сите тие ризици што постојат за целиот наш регион, ние не можеме да бидеме исклучок. Исто така, состојбите што ни се случија во Гошинци и Куманово се резултат на добро подготвени активности кои ги имале одредени екстремни поединци кои се биле склони кон терористички акти. За жал имавме жртви, треба да им се одаде должна почит на сите загинати, ранетите и сите што учествуваа во таа операција, бидејќи се навистина пресековме еден ланец на насилство кој можеше да има несогледливи последици. И нашите институции, службите си ја завршија работата. Покрај сите шпекулации, све што е кажано, треба граѓаните да имат доверба во нашите институции. Затоа што станува збор за професионалци, луѓе кои се соочуваат со сите предизвици и се во текст со сите настани во целиот наш регион, во Европа па и во светот. Гледате, ниједна земја денес не е поштедена од новите закани. Не е поштедена од она што се случува во ова наше обкружување, почнувајќи од Украина, Блискиот Исток, Северна Африка, изложени сме на реки од бегалци, не само ние. Кој знае колку од тие во рамките на групите на бегалци учествувале и во воени конфликти? Кој може тоа да го докаже? Значи, целиот наш регион и цела Европа и во иднина ќе се соочува со такви закани. Но моментот кога ние бевме погодени од политичката криза, некој го искористи како најслаби, тогаш да удри по нас. Не користи како што се вели метафорично боксерска вреќа, да удираат по нас од сите страни. Така да и ова што се случи е расчистено и јас знам дека директорот на Агенцијата за разузнавање веќе има доставено допис до Собраниската комисија за контрола на службите, сите пратеници што сакаат да дознаат што се случило, кои активности биле преземени, се може да им се стави на увид, затоа што нема што да криеме. Вистината е она што секогаш на крајот излегува. Ние секој пат сме ја кажувале вистината и секој пат сме ги кажувале нештата со вистинско име. Без разлика на се тоа на што се јави во јавноста, па и од опозицијата имаше обвинување што беа и пренесени во Брисел дека владата го организирала сама тоа што се случило во Куманово. Тоа на вистина не ни заслужува ни да се коментира, а камоли пак да се дават квалификации. Кога ги знаеме заканите кои ги имаме и ќе ги имаме во иднина, бидејќи меѓутоа општата состојба она што паѓа во очи е дека она што паѓа во очи председателе околу целата таа акција е дека имавме навистина голем број на жртви. Имавме 8 погинати полицајци и имавме
37 ранети. Нели е преиспитана таа акција? Дали е добро водена? Дали навистина не можеше да се избегнат тие жртви што ги имавме на наша страна? Затоа има надлежни директори, министри, со нив за тоа ќе разговарат. Армијата не беше ангажирана, јас ко врховен командант. Но вие вечерта ги свикавте политичките лидери, имаше седница на Советот за безбедност. После Гошинце сакавме да ко државен врв да бидеме информирани за сето тоа и што е можно, која група е, кои се намерите. И државниот врв беше информиран. Не сакавме тогаш да го свикуваме Советот за безбедност. Затоа што последна инстанца во државата е Советот за безбедност. Претходно има многу начини како тоа тие прашања се разгледуваат и да се решаваат. Но кога се случи Куманово, јас го свикав Советот за безбедност и на основа на сите информации што тогаш беа расположени, донесовме заклучоци и ги информиравме сите наши партнери, партнерски служби и надлежните институции во државата и оние кои се стремеа кон Европска унија и кон НАТО. Но нас не загрижи, тоа јавно го искажав, што нашите служби ги информирале и косовските служби и сите други надлежни служби за себе ова, за намерите на лицата, за имињата на лицата, за локациите на лицата. Од косовска страна ништо не е преземено. Имаме индици дека нешто е преземено, некој тоа го спречил. Исто така, затоа јас спомнав дека нашите, Агенцијата за разузнавање ги упатила до партнерските служби информациите за оваа група, со име, со презиме, со податоци за се. Од неколку служби ни беше одговорено и потврдено тоа, но другите воопшто не најдоат за сходно ни да одговорат. Но после Куманово сега сите настојуваат да покажат дека ги имат информации за нив, некои веќе ги следеле со години, некои знаеле детали, но веќе е доцна, ги изгубивме животите ние. Ако се соработуваше од страна на косовските институции, немаше да има толку жртви од двете страни. За жал, ги дадоа животите, меѓутоа тие луѓе ја одбранија Македонија. Спомнавте дека одредени служби не биле доволно кооперативни. Ќе ми дозволите едно прашање кое што можеби ќе избега од нивото кое што треба да го на разговор што треба да го водат претседател на држава и главен уредник на медиум, но зошто токму 9 мај, зошто токму денот кога претседателот на Република Македонија беше во Москва на прослава на победата над фашизмот? Тогаш има ли некаква символика во тоа? Не. Има ли некаква порака плюс? Оно што можам да кажам е дека датумот требаше да биде 12 мај. А тие што се упатени знаат што е 12 мај. Значи ова нашите го спречија, нашите полицајци ги спречиат да го направат тоа што го наумиле на 12 мај. Значи ова со 9 мај е сосема коинциденција со денот на победата над фашизмот. Два пати рековте дека граѓаните може да бидат мирни, дека генерално стабилна ни е ситуацијата, меѓутоа детектиравме дека пред 2-3 дена армијата на Република Македонија го зголеми нивото на будност. Сите армии во регионот, гледате, после оние објави што беа јавни од припадници на исламската држава, ја подигнаа својата борбена готовност. Целиот регион. Затоа што тоа ние го знаеме веќе уште од минатата година и затоа кога беше заседанието на Обединетите нации, имаше Совет за безбедност за овие прашања, јас таму ги изнесов овие податоци што сега сите ги кажуваат. Затоа што беше промовирана картата на Балкански калифат и заканите на сите припадници од нашиот регион на боиштата дека кога ќе се вратат ќе преземат одредени терористички акти. Веќе се ближи бројката близу 1000 евидентирани од нашиот регион. Ако стотица се од кај нас, по 300 од Косово, 300 од Босна, замислете илјадници луѓе и што можат да направат на Балканот. А не збориме има реална во Европа. закана во Македонија од исламски радикализам или од некакви келии на ИСИЛ? Тоа тие го кажуваат и го објавуваат на YouTube, преку интернет, заканите, и ние како држава мора да сме подготвени со тој предизвик, затоа што сме дел од таа коалиција против, антитерористичка коалиција против исламската држава. Сите служби, сите армии, полиции се
на некој начин со сосем поинаков начин на комуникација и координација, бидејќи станува збор за закани кои ги немате вие планирано во вашите војни доктрини, планови за одбрана, оди станува збор за поединци. Станува збор за луѓе кои биле на боиштата, се вратили и чекат сигнал некој да ги разбуди, да ги активира. Гледате што се случува низ Европа, што се случува во Париз, што се случува во другите места. Така да ние не сме исклучок. И затоа ги преземаме сите активности на тој план, се соработува меѓу надлежните институции и службите, се разменуваат податоци, но повторувам, неопходна е поинакова комуникација и координација. Затоа што станува збор за луѓе кои се фанатици, луѓе одадени на сосем поинакви, да ги кажеме, начини и на војување, и на действување, користење на најсофистицирани техники, кодови на комуникации, заштитени пораки, нешто што досега го немале во предвид сите служби. Службите сега се соочуваат со недостаток на луѓе кои ги знаат тие феномени. Значи, треба вие секој пат да бидете пред нив, но е голем предизвик за големите држави, не само за нас. Но ние, бидејќи сме на дел, на трасата на тие коридори, каде што се нивните замисли и планови, каде што се на дел од тие нивни карти, ние исклучително сериозно посветуваме внимание на сите прашања, на сите информации и ги разменуваме со другите служби. И затоа јас барав од ОПСЕ и генералниот секретар на ОПСЕ, господин Зелинер, за програмите кои постојат во ОПСЕ за дерадикализација, контрарадикализација, да бидат применети и кај нас, да се активираат во нашиот регион. Ние во регионот, земите кои не сме членки во НАТО и Европската унија, не добиваме информации кои се резултат на сложените системи на разузнавање. И затоа јас и во Њујорк барав да се формира регионален антитерористички центар. Тој ни е неопходен. И сега сите тоа го потенцира. Меѓутоа испуштени се колку месеци, речиси година дена. За ова година може многу мерки да бидат преземени, превентивно да се делува и да се спречуваат ваквите закани кои, да бидеме реални, ќе ги имаме во иднина. Не само ние, не регионот, не Европа, целиот свет. Председателе, морам да завршам емисијата повторно да ве вратам на првото прашање, тоа беше вие изразивте оптимизам дека ќе политичките лидери во Македонија ќе изнајдат сили и капацитет да се реши кризата, но не ми кажавте, еве сега на крајот од емисијата, врз што го темелите тој оптимизам? Има ли председателот на Република Македонија некои информации повеќе од нас граѓаните и знае дека работите се движат во добра насока и дека набрзо ќе се реши кризата? Па не би бил председател ако ги немам тие информации, ако не соработуваме со сите наши партнери, пријатели, сите што им мислат добро на Македонија. Разменуваме информации, знаеме дека и секој пат треба да ги знаете како функционират институциите во Европската унија. Секој пат почнува со Европскиот парламент, со пратениците, тоа беше случај во Албанија кога опозицијата беше надвор од парламентот, тогаш работата се заврши на ниво на пратениците. Кај нас тоа не успеа, затоа се вклучи Европската комисија. Европската комисија, комесарот Хан ги презема сите оние надлежности што тој ги има за да дојде до решение. Тој се грижи повеќе за нас отколку гледате ние што одредени ваши колеги што се изнапиша за тој комесар. Да, тоа е срамота, тоа е срам за новинарството во Македонија. Вие, еден такав висок функционер на Европската комисија кој ги поминал сите филтри, сите можни проверки, вие да го обвинувате за такви работи. После Европската комисија доаѓа Европскиот совет. Тогаш е сложена ситуацијата. Ако дојдеме на Европскиот совет, а ние за жал само 2 пати сме биле тема на Европскиот совет, која спомнавте она срамна декларација за Лисабонска од 93-та, мислам 1993-та, и кога го добивме кандидатскиот статус. А колку пати Србија, Косово и другите биле тема на Европскиот совет? Тоа е едно прашање кој треба да се отвори. Значи, не можеме ние да кажеме Европската унија е против Македонија. Напротив, Европскиот парламент направи се за Македонија. Гледате колку се водеа расправи, дебати, препораки. Европската комисија е пријател на Република Македонија. 6 препораки позитивни ги донела Европската комисија. Треба да го лоцираме проблем за Македонија во Европскиот совет. Тука
Нема разбирање за она што се соочува Македонија и тука се уште се истрајува на нивната упорност да се носи одлука со консензус. Па ние живеевме во една држава што се носеа одлуките со консензус. Кај е сега таа држава? Не, добро, сега да не разговараме за механизмите внатре во кога знаеме да некого да насочиме, тогаш треба да знаеме кој е тоа. Во однос на Македонија тоа е Европскиот совет. И Европскиот совет треба да најде начин ова состојба во која сме поради нејзина членка да помогне да се најде решение, како што се помогна на слични спори кои постојаа меѓу Словенија и Хрватска, како се најде. Да. Зашто тој позитивен пример да не се користи за Македонија? Нема никакво оправдување. Не, јас исто и делот европските амбасадори во неформални дискусии со нас новинарите признаваа дека всушност тие Европа носи голема вина заради тоа што од една страна не ги дозволува на Македонија да чекори напред, да ги затвара едно по едно поглавијата за да станеме постојана членка на Европската Унија и дека всушност на тој начин они не затвараат во еден провинцијализам кој што перманентно ни генерира кризи. Ама јавно никој пат не го кажува тоа. Мене ми го имаат кажано. Затоа ви велам, последиците од блокадата се причини сега за нови блокади. Ако добро ме разбира. Значи, ние имаме без оправдување на сето она што сме требале, не сме го направили, сето она што може, не. Во овој случај и во услов дел од причини за ваквата состојба што имаме во Македонија е и последиците од блокадите. Не, тоа нема. Сега тие последици од тие блокади се причини за наши нови блокади. И затоа кажав, каква земја ќе беше Македонија ако пред 6 години спорните прашања кои ни се забележуваат ги ставеше на страна. Прашањето нели за поглавјата 23 и 24. Но на крај сепак ќе завршам и околу тоа колку на почетокот од како ја направивме државата, ние како држава, колку што се сеќавам секогаш кога сме давале збор, особено кога станува збор за инволвирање и на меѓународни посредници, Македонија го почитувала зборот, па и 2001 јас тогаш бев известувач за BBC, кога ми поставија директно прашање дали мислите дека прекинот на огинот во Македонија ќе се почитува, јас бев оптимист и реков да, и навистина се почитуваше. По настаните од 24 декември, кога се сеќавате, ги сврлија и новинарите и пратениците, па се вклучи господинот Штефан Фуле, тој беше тогаш еврокомесар, постигна некаков договор политичките лидери во кој што и вие помогнавте. Тоа ја го инициирав. Сите работи заедно со колеги работевме. Договорот не беше испочитуван, односно експресно во рок од 24 часа беше прогласен за парче тоалет хартија. Сега имаме договор од Пржино на 2 јуни кој што не додржа ни 10 дена. А договорот се проби целата содржина на говорот во медиумите, не се почитува веќе договорот и така натаму. И тоа го кажав на почетокот. Заложни сме на карактерот на политичките лидери. Треба да имат свест за нивната одговорност и свеста за државност. Треба очигледно некои лекции што требало да ги научат во нивното образование, да им се повторат. Што е државен интерес, а што е личниот интерес. Дека вие лично можеби ќе добиете, но долгорочно вие губите. Затоа спомнав. Има добри политичари и бивши политичари. Тој што сака да биде добар политичар, треба да знае да игра, да ја води играта и да знае кога ќе дојде моментот да го искористи. Кога ќе го испуштите тој момент, вие станувате бивш политичар. Толку јам да кажам. Добро, почитувани гледачи, вечера гостин во топ тема беше председателот на Република Македонија, господинот Ѓорги Иванов. Утре повторно на исто место, во исто време сте со мојот колега Александар Чомовски. Пријатно.